Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, оваа пресконференција сикавме со цел да обзнаниме дека пратеничката група на Левица денес поднесе интерпелација за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поради тоа што тој од позиција на министер за внатрешни работи грубо ја занемари и несоодветно ја извршуваше својата јавна функција, постапувајќи нестручно, несовесно, неодговорно и непрофесионално, што се отелотвори во низа противзаконски действија, скандали и кадрови промашувања во Министерството за внатрешни работи. Интерпелацијата ни е базирана, темелена на 10 основи, од кои 5 се директно поврзани со трагичниот настан во Кочани. Првиот основ е немањето никаква контрола врз дискотеката Пулс, што е изричито законска обврска на Министерството за внатрешни работи, согласно член 27 став 1 алинеја 4 од Законот за угостителска дејност. МВР дава согласност за објектот дали тој ги исполнува условите за заштита на јавен ред и мир. Исто така постојат изричити законски надлежности за МВР, кој што е надлежен орган да води контрола дали има преголема гласност и бучевост, дали се точи алкохол и дали се користат психотропни супстанции, дроги, дали во објектот има малолетници и така натаму. Министерството за внатрешни работи во сето ова потврли, гледаме дека долг период се избегнува во истрагите да се вметнат и лица, функционери и носители на јавни функции кои што се блиски до ВМРО-ДПМНЕ. Не слушнавме дека актуелната началничка на ОВР Кочани и началникот на одделот за криминалистички работи во Кочани се вклучени во истрагата. Они се година дена на функција, а вториот има слика и во партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Кочани. Не слушнавме дека во истрагата е вклучена инспекторката за економски криминал на ОВР Кочани, која имајќи ги предвид нерегуларностите на работењето на дискотеката, не презела никакви мерки за истрага. Значи, таа пропуштила дејства кои се законска обврска. Исто така не слушнавме дека во истрагата е вклучен и сменоводителот за време на кобната ноќ, кој не презел мерки за контрола на објектот и обезбедување на јавен ред и мир, па во објектот се нашли и малолетни лица. Дополнително во време на министерот Тошковски во март 2024 е обновена лиценцата на оваа дискотека. Он е министер повеќе од година дена затоа што беше министер и во техничката влада, и за сите овие пропусти на Министерството за внатрешни работи директна командна одговорност има министерот за внатрешни работи. Втор основ е нелегалната употреба на пиротехнички средства. Согласно Законот за заштита од експлозивни материи, МВР е таа која што води евиденција на издадени одобренија за набавка на пиротехнички средства. Согласно член 33 од Законот за промет на експлозивни материи, МВР е овластен и надлежен орган да забрани ракување со пиротехнички средства, кои се ракувани од нестручни, неоспособени и нелиценцирани лица. Ние од медиумите дознавме дека во оваа дискотека и претходно имало настапи со пиротехнички средства, со отворени огнови, но немаме никаква информација дека Министерството за внатрешни работи било кога постапило во вакви случаи, нема ни превземено никакви конкретни дисциплински мерки од страна на министерот за внатрешни работи за неговите подредени за неисполнување на службените должности, што е доказ за несоодветно менаџирање со системот на јавна безбедност. Третиот основ е неукажувањето помош од страна на полицајците за време на настанот, согласно член 5 став 1 алинеја 19, член 6, член 62 став 2 од Законот за полицијата. Полициски службеник е должен да презема мерки и активности за помош на настрадани дури и надвор од работно време. Ние од очевидци слушавме изјави дека полицајците се тргале на страна, тоа укажува дека постојат службеници во Министерство за внатрешни работи кои и немаат елементарни познавања за своите законски обврски, тоа е одговорност на министерот, кој по функција е надлежен за начинот на функционирање на полицијата и за обезбедување на професионални стандарди.
Четвртиот основ се непроцесуираните Facebook закани упатени кон критичарите на власта во време на колективна траума и јавен револт. Јавноста беше сведок на несовесни обвинувања, изнесување на вистините информации и закани, особено на социјални мрежи и оркестриран јавен лич и партиски хајки против неистомисленици и критичари на власта. Подсетувам дека согласно член 5 став 1 алинеа 1 и 3 од Законот за полиција, должност на Министерството за внатрешни работи е заштита на животот, лична сигурност, имотот на граѓаните и спречувањето на вршење на кривични дела. Неспособноста на министерот навремено да реагира во ситуација на широка општествена тензија и неконтролирано насилство излеано на социјалните мрежи е доказ за очевидната неспособност на министерот да управува со кризни ситуации и да обезбедува предвидливост и стабилност во државата. Петиот основ е злоупотребата на Министерството за внатрешни работи со она забрана за дронови со цел задушување на протестите. Согласно правилникот за воздухоплови без екипаж, одредени зони може да бидат ограничени поради безбедност, обезбедување и други важни причини, но ваквите одлуки мора да бидат прецизно дефинирани и јавно достапни навремено за јавноста и сите релевантни засегнати страни, како новинари и граѓани, да бидат соодветно информирани пред да настанат било какви последици за нив. Ние на денот на првиот протест бевме сведоци дека таква забрана беше објавена од МВР спротивно на овој правилник 2 часа откога почнаа протестите, а потоа беа повикани новинарски екипи во полициска станица. Ова е класична злоупотреба на МВР за репресија и повреда на она право на слободен собир и јавно изразување на протест, кое што е уставно право. И со ваквијата злоупотреба на ингеренциите, МВР не само што ги наруши правата на граѓаните на слободен протест, туку ги ограничи и правата на новинарите да ја вршат својата професионална дејност без страв за репресија, што е директна одговорност на министерот за внатрешни работи. Останатите основи кои што не се поврзани со трагедијата во Кочани се следниве. Првиот таков основ е апсењето на оние граѓани во Гостиварско кои што се собраа да чистат стара црква, им беше пуштена полиција, насилно беше разбиена акцијата и се створи потенцијал за предизвикување несакани меѓуетнички тензии. Наредниот основ е непостапувањето на полицијата при палењето на македонското знаме при прославата на денот на албанското знаме. Значи ние, тоа беше 28 ноември 2024 година, сведочевме на случај на фанатичен сепаратизам и антимакедонизам, кога беше запалено македонското знаме, кога се пукаше од автоматско оружје, а полицијата стоеше со скрстени раце. Нареден основ е она кражба на марихуана која што беше чувана од полицијата. Станува збор за запленетите стебла канабис од фабрика во село Радња и тие беа украдени од фабрика која што била обезбедувана и под директна полициска заштита од страна на полициски службеници од СВР Штип, и ова само укажува дека безбедноста на граѓаните е загрозена не таму кај што нема директна заштита од полиција, туку и таму кај што има директна заштита од полиција. Деветиот случај е оној скандал со апсењето и притварањето на телохранителот на премиерот кој што одавал тајни документи со ниво на класификација службена тајна, и ова е доказ дека системот за правилно селектирање и профилирање кадри во МВР е сериозно подкопан, и тоа е поврзано и со 10-тиот последен основ, а тоа е вработување и назначување на позиции во МВР од страна на министерот Тошковски на лица со сомнителен кариерен развој, па така за свој секретар во министерството тој го назначи Петрушевски, кој што претходно има
обвиненија за местење тендери, финансиски злоупотреби, исто така сомнително кадрско решение е и Оливер Дерковски, кој што е пропратен со контроверзии од типот на финансиски малверзации и злоупотреба на службена позиција во Државна изборна комисија, и ова укажува на партиско-криминална шема на вработување во Министерството за внатрешни работи, иако на формално ниво министерот се декларира како противник на криминалот и непотизмот, се чини дека неговите действија и кадровски избори не се во согласност со тие декларации, и сето ова укажува дека министерот Панче Тошковски неодговорно раководи во кризни ситуации, не го гарантира квалитетот и ефикасноста на службите во Министерството за внатрешни работи и е лично одговорен за пропусти кои што не смеа да се случат во Министерството за внатрешни работи, и од тие причини ние поднесовме интерпелација. Не сме разговарали со опозицијските партии, нашата пратеничка група деловнички има доволен број на членови да поднесе интерпелација. Ќе видиме како ќе биде отом потом.